Преземањето на мерки за заштита на животната средина и здравјето на граѓаните значи инвестирање во еднината на сите граѓани. Токму затоа во изминатиот период ВМРО ДПМН промовираше неколку мерки и чекори кои се во функција на намалување на загаденоста, но во исто време свесни дека соочувањето со ваквата проблематика представува долготраен процес. Продолжуваме да преземаме и повеќе системски мерки. Според сите анализи на сите здравствени организации, вклучително и Светската здравствена организација, посочуваа дека еден од основните предизвици представува борбата против загадувањето. Притоа сите овие релевантни организации без исклучок истакнуваа дека нема брзи решенија и освен индивидуалната свест и грижа, потребна е и системска подршка. Кога станува збор за Македонија, а особено изразено во поголемите градови, првите два најчести причинители за загаденоста на воздухот се прво затоплувањето на домовите со дрва, а со тоа и директно испуштање на најштетните материи во воздухот, што е особено видливо и се чувствува за време на доцниот есенски и зимскиот период. Тука статистиките покажуваат дека дури и до 70% од вкупното загадување на воздухот потекнува од загревањето на домовите на дрва. И второ, масовен причинител на загадување на воздухот е исто така и автомобилите. Индустријата е третиот загадувач на воздухот во Македонија и за тоа исто така се преземаат одредени мерки. Во тој дел, под притисок на државата, најголемите загадувачи веќе инвестираа во современа еколошка опрема и ги задоволија меѓународните стандарди. Последниот кој се уште е во тек со инвестицијата е Југохром од Јегуновце, чија инвестиција се очекува целосно да заврши следната година и е во тек. Зголемениот број на автомобили значи изголемено загадување. Нешто што како предизвик веќе го има и секој град во Република Македонија, исто како и секој друг град во Европа. Изложеноста на аерозагадувањето е поврзана со бројни ефекти врз човековото здравје, вклучувајќи нарушување на белите дробови, срцето, крвните садови и нервниот систем. Некои од хроничните ефекти се намален капацитет на белите дробови и карцином на белите дробови како резултат на долготрајна изложеност на токсични и загадувачки субстанции во воздухот. Тука особено штетно влијание имаат азотните честички и јаглерод моноксид, кој придонесува и за создавање на PM10 честичките. Прашањето е што превземаме ние како политичка гарнитура одговорна према граѓаните. Дозволете само накусо. Што се однесува за првата причина, за загадување на воздухот преку грејење на дрва, паралелно се одвиваат два процеси. Првиот процес е гасификацијата. Во однос на примарната гасификација, која е носење на газ со цевковод од еден до друг град, минатиот месец започна изградбата на втората делница од националната гасоводна мрежа од Штип до Неготино, во должина од 36 км, која треба да заврши следната година. За неа се инвестираат околу 16 милиони евра. Гасоводната мрежа Штип-Неготино се надоврзува на гасоводот Клечовце, односно Куманово-Штип, чија изградба во должина од 61 км заврши пред 2 месеци, а беа инвестирани 75 милиони долари. Паралелно со изградбата на оваа делница, скоро, во следните 2-3 месеци се очекува да започне изградбата на гасоводните делници Неготино-Кавадарци, Прилеп, Битола и Скопје-Тетово-Гостивар, со што ќе се заокружи првата фаза од изградбата на националната гасоводна мрежа. Во однос на носењето на гасот до домаќинствата, односно градење на разгранета мрежа на цевковод за газ внатре низ секој одделен град, така наречената секундарна гасификација. Наскоро почнува изградбата на дистрибутивната мрежа со која природниот газ ќе биде достапен за граѓаните и компаниите. Скоро ќе биде објавен повик на кој ќе може да се пријават сите заинтересирани фирми кои во партнерство со државата ќе се вклучат во секундарната гасификација. Придобивка од гасификацијата, освен намалување на загадување на воздухот, е
заштеда на буџетот, на оние кои го користат и тоа за 7% поевтинување, за оние кои се греат на дрво, поевтинување за 35% за оние кои се греат на струја и поевтинување за над 50% за оние кои користат друг вид на течни и тврди нафтени горива. Примарната гасификација ќе има и втора фаза, во која ќе се гасифицираат сите поголеми градови во Македонија, а не само овие кои ги спомнав, за која веќе се работи на заокружување на финансиската конструкција. Вториот проект, кој го превземавме, односно кој го превземаме, а ќе го намали факторот на загадување, грејење на дрва, е проектот кој го објавив оваа пролет како дел од нашата програма 2017-2020 година за грејење со пелети. Ќе потсетам на кусо, првиот сегмент на проектот е дека ќе се доделуваат субвенции до 70% од трошоците на домакинствата за замена на печките на дрва со печки, котли и цела опрема за системи на пелети. По принципот старо за ново, за највеќе до 30.000 денари по домакинство. Вториот сегмент се однесува на подршка за набавка и потрошувачка на самите пелети, кои представуваат енергенс и условно кажано потрошен материјал, со цел да се намали цената на пелетите и да бидат поконкурентни во однос на други средства за грејење, ќе се подржи субвенционираната цена за пелетите за крајните потрошувачи во следните 10 години. Исто така ќе се намали ДДВ-то, како за опремата што треба да се набави, печки, котли и слично, така и за самиот потрошен материјал, енергенс, пелетите. Проектот за подршка за грејење со пелети ќе започне да се спроведува од 2017 и ќе важи до 2020 година. Значи период од 4 години на субвенционирање на набавка на опремата. Загревањето со печки на пелети создава до 20 пати помалку загадување на воздухот со PM честички во однос на загревањето со стари печки на дрва. И по однос на загадувањето е многу блиску до природниот газ. Овие две мерки, гасификацијата и пелетите, се основните мерки кои во наредниот период, штом бидат завршени и спроведени, ќе влијаат на сериозно намалување на загадувањето на воздухот во Македонија во сезоната кога тоа се случува. И овие два проекта ќе се одвиваат согласно зацртаниот план. Тие се однесуваат на оној дел кој што произлегува загадување на воздухот од грејењето со дрва и се две мерки, едното е газ, другото е пелети, кој што гасот веќе се спроведува гасификацијата, се гради, пелетите стартуваат субвенциите од 2017 година.